Италијаните го изненадија светот, веројатно и самите себе си, кога ги поделија гласовите меѓу скандалозниот поранешен премиер Силвио Берлускони, централно левичарска коалиција и движењето на демонстранти предводени од поранешен комичар. Актуелниот премиер, угледен економист со поддршка од меѓународната заедница, доби само 10% од гласовите. Пензионираниот брачен пар Габриела Маджини и Марио Пацело се загрижени за еднината. Не само собствената, туку и на внуците. Не сум голем оптимист, се чувствува беспокојна секаде низ Италија. Невработеноста е речиси 12%. Италија веќе 10 години практично нема почувствувана економски растеж. Мака мачи да ги плаќа каматите на големите долгови и треба коренита реформа за да биде конкурентна. Згора на сето тоа, сега и парламентот е во ќорсокак. Никола Бори, професорот по економија на Универзитетот Луис Гвидо Карли, вели: дури да се формира владата, нема да има политичка сила да ги преземе неопходните чекори за заживување на економијата и да ги острани гласините за колапс на 17 члената еврозона. Ако Италија не ги отплаќа долговите, еврозоната ќе се распадне. Европските лидери се решени да не дозволат такво сценарио. Барем еден италијански аналитичар е оптимист дека земјата покрај економската ќе мине и политичката криза. Андреа Марджелати од Центарот за меѓународни истражувања. Треба да ги истражиме резултатите и да најдеме италијанско решение. Професорот Бори не го импресионира ваквиот оптимизам. Ако под италијанско решение подразбираме договор што не носи реформи, тоа не ми се допаѓа. Пензиите на Габриела и Марио се замрзнати, а цените растат. Тоа е тешка ситуација дури и за нив, иако се релативно добро ситуирани. Никој не очекува напредок, барем не до новите избори кои би можеле да се одржат на крајот од годината.